Сезона е на голема активност на инсекти кои особено се опасни по здравието на сите. Во прв ред, ризик носат убодите од крлежи, оси, пчели и страшлини. Кои се најризични? Па секој од свој агол си е ризична. Пчелите и осите дават повеќе алергиски реакции, крлежите со нивното каснување може да доведе до заразување. Крлежите носат една борелија бактерија која што може да доведе до лајмска болест, а може и било кое друго заболување да го пренесат. Што при убод од крлеж или оса? Кај пчела или оса треба да се јават на лекар за превенција или заштита од алергиска реакција. А кај крлеж, ако има крлеж веќе, како се установи дека има крлеж, треба да не се ваде самоиницијативно, него треба да се оде до здравствена установа каде што ќе биде изваден. Иначе методот на вадење на крлеж е се вади обратно од стрелките на часовник. На што превентивно треба да внимаваат, особено оние со алергија на убоди? Сите треба да внимаваат, али посебно луѓето што се алергични треба да избегнуваат места кај што има пчели, оси, исто да не шетат по високи треви кај што има многу крлежи. Ако веќе тоа го направат, треба да кога се вратат, добро да се проверат целото тело, да се провера облеката, да нема некој крлеж заостанат и така. Затоа и покрај пролетната свежина и убавена од разбудената вегетација, никогаш да не се заборави дека таа крие и несакани моменти кои можат да ве чинат здравје.